Бидејќи 5 минути помина, а веќе сме 6 и 7, да ви посакам добро вечер и добре дојдовте на денешниот вебинар. За оние кои што не се познаваме, јас сум со Семенако Љубица Пендаровска-Крстевска, основачка и председателка на Women for Cyber Македонија организацијата, која што е национално поглавје на Women for Cyber фондацијата од Брисел. Ние организираме, се трудиме да организираме вебинари кои што се на линија на побарувањето на нашите членки, меѓутоа и не само на нашите членки, бидејќи ние сме отворени за членови, за машки членови, се обидуваме да го следиме интересот на луѓето кои што следат нашата работа и да понудиме нешто интересно, но истовремено и корисно. Во таа насока ми е особена чест и задоволство да ја поздравам нашата денешна гостинка и да се заблагодарам за одвоеното време, иако во очи на Слави, меѓутоа да се заблагодарам на Марина. Марина Пешовска е нашата денешна гостинка. Добро вечер, Марина. Не те слушаме. Добро вечер на сите. Сега се слушаме? Да, во ред. Сосема накуса, значи Марина, сигурна сум дека дел од вас ја следат нејзината работа и запознаени со нејзините активности. Марина Пешовска е моментално раководител на одделението за истрага на интернет измами, сајбер криминал и сајбер безбедност при Министерството за внатрешни работи. Ако ја проследите нејзината досегашна, јас би рекла мощна плодна кариера, ќе видите дека всушност најголем дел од нејзината кариера, но и целокупното професионално надоградување е посветено токму на сајбер криминалот, на сајбер истрагите и измамите. И тоа би рекла јас сосема слободно, поминувајќи ни сите оние најзначајни државни институции кои што се занимаваат со прашањето за сајбер криминал и сајбер истраги. Исто така, како дел од нејзината професионална надоградба, се многобројните сертификации, многобројните обуки низ светот. И токму тоа беше причина што и денес ја поканивме нашата гостинка, инаку исто така членка на Women for Cyber Македонија, да зборува на една мощна и интересна тема. Тоа е дигиталните траги и истраги, управување со електронски докази во сајбер просторот. Ова е мощно интересна тема и мене ми е особено задоволство што ќе имаме можност најпрво да ја проследиме презентацијата на неколку интересни поенти од страна на Марина, а секако потоа ќе оставиме и време вие да поставите прашања во чет, затоа што тоа ќе биде поедноставен начин на работа, или коментари, и да едноставно на крајот дозволиме еден по-неформален разговор. Мене ми е жал што имавме 58 пријавени, меѓутоа имаме за сега 18, а се надам дека некој дополнително ќе се приклучи. Но сигурна сум дека ќе имаме интересни примери што со нас ќе ги сподели Марина. Без да должам, ви благодарам за одвоеното време и интересот и ја препуштам палката на Марина. Повели, Марина. Благодарам, Љубица, ти благодарам за кратката најава. Повторно еве јас да се представам, Марина Пешевска, началник на одделение за истрага на интернет измами во секторот за компјутерски криминал. Значи најголемиот дел од мојата кариера до сега 18-19 години во Министерството за внатрешни работи е посветен на токму на оваа област. Компјутерскиот криминал опфаќа повеќе области, значи не само интернет измамите, сексуална експлоатација на деца на интернет, сајбер нападите, односно навлегување во компјутерски систем, ransomware нападите и DDoS нападите, исто така и говорот на омраза, родово базирано насилство, злоупотреба на лични податоци и испраќање закани исто така преку интернет, односно загрозување на сигурност. Така што ова е една широка област која опфаќа навистина има големи предизвици, но секогаш со задоволство ги прифаќам овие покани да разговараме на овие теми и секогаш сакам да алармирам кај моите, како и кај моите блиски, така и кај граѓаните, а особено ми е чест да сум член на вакви здруженија каде што се нели помлади членки, особено жените, кои сакам навистина да ги мотивирам и да ги инспирирам да навлезат во оваа професија, бидејќи како што може да после презентација мислам дека ќе видат дека навистина оваа професија е навистина интересна и е
воопшто не е, да речеме, тешка за една жена да ја работи. А е голем предизвик. Така да, со задоволство ќе зборувам денеска за електронските докази. Тоа ми е една тема која јас просто ја обожувам, односно уживам да ја надградувам. Само еден момент да видиме како да го споделам екранот. Дали вие, Љубица, дали ми го гледате екранот? Не. А сега? А сега е во ред, само да. Сега е во ред. Ете така. Значи, што представува електронскиот доказ? Првенствено би сакала, значи, да кажам накратко што се ќе уфатам со мојата презентација денеска, а на крајот секако ќе оставиме време нели да време и простор кој сака да постави прашања, доколку работи и се соочува со некои од овие предизвици, некои проблеми, работи со електронски докази, може да го сподели своето искуство или пак да праша нешто што го интересира. Првенствено мора да кажеме како е регулирано, што е електронски доказ, како е регулирано во светот, а како е регулирано кај нас. Мора да споменеме дека нема конкретна дефиниција. Нема конкретна дефиниција во законодавството. Со развојот на технологијата и индустријата се развива и процесите, односно модусот, начините на извршување на кривичните дела. Секако дека денеска се соочуваме во едно време каде што самата кривична постапка е многу поинаква. Самиот тек, самиот процес, действијата што се превзимаат и како и со доказите со кои се соочуваме, односно кои ни се релевантни и потребни во постапката. Електронски доказ е една широка дефиниција прифатена од сите. Значи, во светот представуваат податоци или информации кои доаѓаат од електронските уреди. Значи, како што се компјутери, компјутерските мрежи, мобилните телефони, дигиталните камери, секако и оние информации кои се од отворени извори на информации, како што е интернетот и секако уреди за складирање на податоци, односно клауд, општо познати. Значи, овие информации сами по себе немаат физичка форма. Значи, се во една дигитална и односно електронска форма и затоа ги нарекуваме електронски докази. Но, тука би сакала да напоменам дека споредбено со американското, да речеме, законодавство, каде што доказите на суд повеќето нели се основаат на сведоштва, односно на сведоци. Кај нас во Македонија доказите се сведуваат на документација. Сепак, значи, сите електронски докази кои ние ќе ги прибереме, ќе ги прибавиме на соодветен начин, за кој ќе ви зборувам понатаму во оваа презентација, ние ги подкрепуваме со одредена документација. Зошто? Затоа што секако треба нели да се исполнети одредени процедури и правила за тој да биде прифатен, односно да има интегритет и да биде релевантен на суд. Што се може да биде електронски доказ првенствено, онака пластично објаснето, значи метадата податоци, податоци за логирање, конфигурацијски податоци, значи податоци извадени од форензичка анализа, кориснички податоци, податоци за сообраќај или познати како IP адреси и секако содржински податоци. На крајот би сакала да слушнам од присутните доколку нели се соочуваат со електронски докази, доколку работат во областа на безбедноста или на правото, доколку се соочуваат, во кои случаеви и на кој начин се соочиле со таков момент. Јас би кажала, например, кои случаи вклучуваат електронски докази. Дали само оние кривични дела од областа на компјутерскиот криминал, значи само оние инспектори што работат компјутерски криминал се соочуваат со електронските докази? Не, секако дека не. Денеска секое кривично дело инволвира електронски доказ. Секое. Значи со развојот на технологијата, нашиот начин се смени, нашиот начин на живот се смени. Значи постојано сме онлайн.
Ние пазаруваме онлайн, се состануваме онлайн, еве и сега, значи држиме презентации онлайн, учиме онлайн, така и кривичните действија се преселени во виртуелниот, односно во онлайн просторот. Секое кривично дело инволвира електронски доказ. Тоа е многу важно да се запамти. Затоа денеска лицата кои работат компјутерски сајбер криминал или сајбер безбедност се лицата кои односно во содејство со сите други лица кои работат на сите видови други криминални истражувања, значи работат заеднички, односно со здружени сили. Зошто? Затоа што лицата кои се стручни и обучени за прибавување на електронски докази од соодветниот сектор во содејство секогаш со дали од економски криминал ќе биде секторот, дали трговија со луѓе, дали ќе биде тоа недозволена трговија со дрога и така натаму, зависно денеска го потенцирам секогаш фактот дека секое кривично дело инволвира електронски докази, да не речам дека денеска 99% се во нашите мобилни телефони. Така што во најчестите случаеви сите докази ги бараме во мобилните телефони. Сега која е меѓународната рамка за електронските, односно за регулација на електронските докази и како се тие регулирани? Првенствено мораме да ја споменеме кога зборуваме и за сајбер криминал и за електронски докази, Конвенцијата за компјутерски криминал во Будимпешта се уште единствен инструмент со кој е регулирана оваа област. Знаеме дека и Обединети нации моментално ја носат донесуваат конвенција за компјутерски криминал. И таа ќе биде секако уште еден инструмент во оваа област кој ќе опфаќа и дополнителни други работи. Но Конвенцијата за компјутерски криминал во Будимпешта меѓу останатите земји членки и Македонија уште во 2014 година ја има ратификувано и нашето законодавство е целосно согласено со истата. Совет на Европа има електронски водич за електронски докази. Значи, може да се прочита, може да се види, многу лесно да се пронајде на вебсајтот. Тоа е еден водич кој е универзален и да речам и единствен во однос на тоа како се регулирани и процесите, правилата, карактеристиките на електронските докази. Секако секоја земја треба да има стандардни оперативни процедури за собирање, за анализа и секако за презентирање на електронските докази во кривичната постапка и секако оние многу значајни процедури за форензичкото вештачење и поставување на форензичките лаборатории. Водичот за електронски докази, како што кажав, ги има сите извори кои може од кои може да прибавиме електронски докази, како се пребарува и се одземаат, документирањето на истите, значи не само ние дека можеме да ги пронајдеме во нашите мобилни телефони и во компјутерите, ние можеме и онлайн да документираме одредена содржина и таја да биде релевантна подоцна за на суд. Исто така да не ги заборавиме и тајните прикриени операции на интернет. Многу земји во светот имаат многу успешни меѓународни операции само врз основа на овој момент. Во законодавството имаат пропишано, односно овластување да прават онлайн прикриени операции. Тоа значи најмногу помага во истрагите на Dark Web и секако во истрагите за сексуална експлоатација на деца на интернет. Но кај нас, за жал, во нашата држава се уште таква можност немаме таква можност и не се користи како истражно действие. Податоци секако очувани од трета страна, за кои ќе зборувам исто така во ова презентација, податоци за кои ние постојано се обраќаме до меѓународните интернет сервис провајдери, за да прибавиме потребните податоци кои ни се потребни за одреден случај што го работиме. Анализа секако на електронските докази и нивна подготовка, презентација и документирање, односно презентирање за на суд. Сега низ кои фази поминуваат, односно од што се состои циклусот на електронските докази. Првенствено, започнуваме со зачувување, потоа одиме со авторизација, собирање на електронски докази, вештачење, анализа, одготовка и нивна прифатливост, односно на англиски познато како admissibility of electronic evidence.
што значи нивен интегритет или целосно исполнување на оној chain of custody, значи ланец кој е потребен да се исполни од самиот момент на пронаоѓање, односно зачувување до моментот на предавање и презентирање на суд. Првенствено, зошто е важно да ги зачуваме податоците, односно електронските докази? Не само ние што работиме на сајбер криминал, како што кажав и споменав и другите проблематики, што се соочуваат со овој тип на податоци, првенствено што се прави кога имаме кривично дело кој инволвира електронски докази е брза и ефикасна реакција од страна на полициските служби. Што значи? Поднесување на барање за зачувување на податоците. Значи, податоците мора да се зачуваат. Зошто? Во одредени случаи тоа не е единствен доказ, што мора да го обезбедиме, многу лесно може да се избришат и да исчезнат, и секако Конвенцијата за сајбер криминал во член 16 и 17 многу добро го објаснува о начинот на кој се поднесува барањето и како може да се побара, нели, да се зачуваат податоци од меѓународен интернет сервис провайдер. Втората фаза е овластување. Што значи да си овластен да вршиш претрес, односно да пребаруваш и да прибавиш електронски доказ. Согласно законските можности, законската регулатива, секако дека тој што ќе ги прибира електронските докази мора да е овластен. Мора да е овластен. Што значи тоа? Има неколку форми. Дали ќе биде обвинителен предлог, дали ќе биде судска наредба, дали ќе биде барање од полициската служба. Се тоа начини согласно закон, предвидени согласно закон. И само на тој начин може да се обезбедат одредени податоци. Секако може да се обезбедат и од согласност од лицето, доколку ни даде пристап, да пристапиме до одреден компјутер или до мобилен телефон, и секако други начини согласно закон, како што кажа, дали со прикриени, дали со open source, односно од отворени извори на интернет. Следната фаза, значи фактички самото прибавување на електронските докази. Како што кажавме, карактеристика на електронски доказ е невидлив за необучено око. Значи, многу лесно, луѓе што не работат во оваа проблематика, односно не се соочиле со електронски докази, тие може да не ги приметат кога ќе прават претрес во одредена куќа или стан. Електронските докази може да се уништат при нормална употреба, или пак треба да може, како што кажавме, да се уништат и брзо да исчезнат. Затоа треба брза и навремена реакција и во моментот кога се прави претрес и кога истите треба да се обезбедат. Зошто? Затоа што има одредени принципи со кои како се ракува со електронските докази. Многу е важен интегритетот на податоците. Значи, најважниот сегмент во овој дел е да се запамети. Електронскиот податок во моментот на одземање не сме никако да го промени својот облик никако не сме да го промени до моментот на презентација пред суд. Тоа значи почитување на сите оние процеси, на сите правила и процедури, chain of custody познат, значи целиот тој ланец на постапки и действија кои треба да ги превземе полицискиот службеник. Што значи тоа? Значи, од моментот, како што кажаме, обезбедување, доколку сме на претрес во куќа или во стан, доколку забележиме мобилни телефони, веднаш ги изолираме. Во одредени постапки се ставаат на режим, на авионски режим, или се ставаат во специјални кесички, за да не може да се има пристап до истите. Бидејќи знаете дека денеска во ова софистицирано време и на софистицирани методи и технологии може многу лесно, додека вие на претрес го држите телефонот од вашите раце, некој да има пристап и да ги брише податоците во истиот момент. Значи, си има точно одредени правила кои треба да се превземат веднаш по утврдување на уредите кои треба да се соберат. Секако, снимањето на сите действија кога се прибираат електронските докази и
мислам, препорачливо е да се снима секое действие и полициските службеници, целата ситуација да се снима, како нели ги документираат, ги утврдуваат уредите, како ги пакуваат и така натаму, како ги забележуваат, ги опишуваат во документација, сето тоа, бидејќи или пак самата постапка доаѓање до доказите, бидејќи утре и другата страна во постапката, како што е одбраната, а ако земе да го помине процесно на обезбедување и собирање на доказите, треба да дојде до истиот резултат. Затоа секогаш викаме, многу е важна поддршка од експерти, односно од обучени луѓе. Секогаш кога се работи и ви требаат податоци од овој вид за електронските докази, секогаш најубаво е да се секогаш на сите обуки советуваме да се повикаат експерти, односно лица обучени кои знаат како да ракуваат со овој тип на податоци и секако секогаш да се постапува законито. Кои се чекорите од кои ќе ги прибереме електронските докази? Значи се подготвуваме и планираме, изготвуваме потребната документација, го обезбедуваме местото како што кажав, се снимаат сите действија, се документираат уредите. Ако е мобилен телефон, си има одредени процедури, се заведува, значи име и бројот, видот на мобилен телефон, пин, патерн, буквално се што е потребно за потоа, нели, да се, кога ќе оди на вештачење за да се направи екстракција на податоците од истиот или ќе оди на форензичка анализа, секако дека треба да имаме потребните податоци за да се отвори телефонот, кој што викаме ние пластично. Потоа идентификација на електронските докази, одземање нивно, како што кажав, пакување, транспорт и чување. Сето тоа, секој овој сегмент е дел од оној ланец на действија, што се сите подеднакво важни за да имаме прифатливост и релевантност потоа на електронскиот доказ на суд. Тука би сакала да ги споменам, интересно е, постојано зборуваме електронски докази, се мисли најмногу на форензичка анализа и сите тие работи. Нели, работа со софтвери, со софтверски алатки, како што се FTK, Encase, како што е Celebrate софтверот за форензичка анализа на мобилни телефони, но што да кажеме со содржината на интернет, што е постојано, што имаме пристап сите ние до истата. И таму можеме да најдеме еден куп податоци кои ни се потребни за нашите кривични постапки. Признавајќи или не, сите ние доброволно ги даваме нашите, да речам, лични податоци, буквално многу наши податоци даваме и ги споделуваме онлайн, со тоа што има одредени алатки кои се бесплатни, има и секако кои се плаќаат и може да се користат од страна полициските служби, но исто така има голем број на алатки кои се бесплатни и може полициските служби да ги користат и се наменети за првенствено за утврдување одредени податоци, како што имам тука на екранот, можете да видите како е да утврдиме одредена IP адреса, од каде е локацијата. На IP Lookup, најчесто ги користиме и на ripe.net. Можеме домеин да пребараме, можеме да лодираме видеа, фотографии од социјалните медиуми, можеме да извадиме податоци од одредена фотографија, кога е снимена, како е снимена, со што е снимена, значи exifdata.com и extract pics. Имаме за history browsing, значи пребарување на историја, архив, има одредени алатки исто за враќање на историски, враќање на одредени содржини на веб страници наназад низ годините, со тоа што може да се документира со една обична алатка за снимање на екранот, може да се документира дека во одреден ден на одредена дата, во одредено време, таа и таа содржина била на интернет со тие и тие податоци, во зависност што е важно и релевантно за случајот. Така што има и многу начини на доаѓање, односно документирање на податоци кои се наоѓаат слободно на интернет и има алатки со кои ние можеме тие да ги документираме и да бидат потоа релевантни да ги користиме, односно да ги предадеме кај обвинителот кој ќе му користат потоа да
го докажува обвинението против сторителот на кривичното дело. Сега, потоа, зборувајќи се уште за циклусот на електронските докази, после собирањето имаме и вештачење анализа. Значи, следствено, односно логично, на постапката, кога ќе ги собереме, при поизвршен претрес и одземени мобилни уреди и друга компјутерска опрема, ние таа ја даваме на вештачење. Вештачењето се врши со соодветни софтверски алатки. Во специјализирана изолирана средина, со специјализирани алатки, во форензички лаборатории, согласно законски процедури. Така што овој процес има секако добро 4 чекори: стекнување, обработка, анализа и презентација. Тој форензички извештај што ќе излезе на крај е многу важен, бидејќи тие вештаци поседуваат соодветна лиценца за ракување со тој софтвер и стојат позади тој извештај, односно позади податоците кои ќе ги прибават со анализата, односно со вештачењето. Сега практично, тука има еден слайд, што можеме со едно вештачење, например, што можеме ние со едно вештачење. Зборувајќи вака од практично искуство, можеби кога зборувам вака изгледа многу едноставно, но верувајте, многу покомплицирано во пракса. Кога ќе добиете вие вештачење односно еден извештај на една компјутерска единица, како да кажам, одземена од едно лице, вие имате огромен број на податоци на кои не знаете ни од каде да почнете, ни што да читате, ни што да анализирате. Бидејќи врз основа на тоа вештачење треба да направите анализа и да ги извадите потребните податоци кои ви се потребни точно за случајот. Бидејќи вие во тоа вештачење можете да пронајдете и милион други податоци и релевантни за случајот. Сега можеме да најдеме, тука сум ставила на екранот, може да видите, значи како што знаете, разни, дали имејлови, дали чат комуникација, некои бази, можеме фрагменти од одредени фотографии, исто и документи да најдеме, некогаш и за такви некои ситни работи се фаќаме кога не можеме да ги најдеме оние податоци што ни се потребни, ние мислиме и знаеме дека ги има таму, но едноставно софтверот дали не може да ги извади, дали навистина се работи за нешто друго, сепак се соочуваме со доста предизвици на кои потоа и треба самиот полициски службеник да работи дополнително и да изврши анализа. Какви програми се користени, значи кои веб-сајтови се користени од страна на лицето, какви документи, значи фотографии, видеа, дури скриени, некогаш и избришани фајлови, избришани пораки, сето тоа во зависност од софтверската алатка може да се пронајде. Што значи потоа од кога ќе се направи едно вештачење, ќе се изврши анализа исто така на тој извештај, на тие податоци, и тука се оди секако кај обвинителот, се предаваат целокупната документација, се изложува целиот случај и се прави план за обвинение. Секако дека секогаш потенцираме дека дабл чек, односно двојна проверка на сите докази, на сите електронски докази кои се прибавени, да се утврди нивната прифатливост, односно дали се прибавени, чувани, транспортирани согласно сите правила и дали е работено согласно закон во целиот тој процес. Тоа значи автентикација, целосност и вистинитост, доверба и пропорционалност. Секако дека одбраната потоа има увид во доказите, значи тие докази треба да бидат пропорционални во согласно со вината. Секој доказ треба да соодействува во однос на кривичното дело, како што кажавме, да е пропорционално во однос на обвинението. Доверба, да, треба да ја покажува целата слика или дел од сликата која сакаме ние да ја прикажеме и да ја докажеме дека одредено кривично дело е сторено на одреден начин со одредени дејствија. Ова е еден практичен пример на автентикација, да речеме како знаеме дека еден електронски доказ е автентичен по хаш вредноста.
Значи, има алатка за хаширање. Оваа фотографија што ја гледаме пред нас наликува иста, но не е иста. По хаш вредноста доле, хаш вредноста како што гледате SHA-1 и MD5, значи тоа се хаш вредности кои се уникатни и единствени од првиот момент кога ќе се пронајде фотографијата до последниот момент кога ќе се презентира на суд, вредноста е таа. Доколку хаш вредноста е како на втората фотографија, по тоа ќе видите дека фотографијата е изменета во меѓувреме. И таа не е автентичната фотографија најдена на компјутерот. Тоа е еден само мал практичен пример, инаку цели извештаи и така натаму си имаат хаш вредности кои потоа нели се автентични и така се докажува нивната релевантност на суд. Сега доаѓаме до моментот на соработката помеѓу приватен и јавен сектор. Ние, како дел од секторот за компјутерски криминал, постојано и представуваме и контакт точка за соработка со меѓународните сервис провајдери. Секако имаме и добра соработка со националните провајдери, телекомуникацијски провајдери. Соработуваме, односно сега доста и прибавуваме податоци од криптоплатформите, секако со банките од секогаш имаме одлична соработка, бидејќи кривичните дела согласно кривичниот закон се уште тие што се регулирани и предвидени, но начинот на нивното извршување е пософистициран, модернизиран и се извршува со одредени нови алатки. Затоа и во тој правец ние се обучуваме, секогаш го надградуваме знаењето. Јас секогаш се трудам да бидам во чекор, односно нема доколку не го следиме тој чекор на развој, нема да можеме да бидеме никако во можност да одговориме на пријавите на граѓаните и на разните типови на измами. Така што во соработката со меѓународните сервис провајдери можам да кажам дека моментално во овие неколку години, многу години наназад е клучен момент. Зошто? Затоа што безброј кривични дела се вршат точно на социјалните медиуми. Сега тука клучен момент треба да кажам, да споменам дека сите ние доброволно ги даваме податоците на социјалните медиуми, но тие податоци се во собственост на одредени приватни компании. Најчесто на територија на САД. Значи, нашите податоци се во рацете на приватни компании во САД. Сега, за да одредена полициска служба, дали во Европа, дали од друг дел од светот, за да ги прибави истите, треба да се обрати до истите. Како, на кој начин тие соработуваат? Првенствено, каков тип на податоци можеме ние да побараме од Мета компанијата, од Google, Apple и така натаму? Првенствено си имаат, секој од нив приватна компанија има правила и прописи со кои како соработува со полициските служби, кој тип на податоци ги има и во кој временски период и кога може да ги испорача. Зошто е ова важно? Америка, односно САД, за разлика од Македонија, нема закон за, односно не се обврзувачки компаниите да ги чуваат електронските податоци. Македонија има закон, односно законска регулатива за чување и тоа е најмногу до 1 година. Нашите телекомуникацијски провајдери, ние знаеме дека ако отидеме до и се обратиме до истите, дека тие ќе ни дадат логови или IP адреси до најмногу до 1 година. Но во Америка нема таков закон и тие не се обврзани. Затоа соработуваат на доброволна основа со сите полициски служби. Имаат развиено платформи електронски на кои сите ние сме регистрирани и на тој начин поднесуваме електронски барања согласно законската регулатива во секоја држава со цел да обезбедиме одредени податоци. Може да се обезбедат 3 типа на податоци. Тоа се кориснички податоци, податоци за сообраќај и податоци за содржина. Кориснички податоци што представуваат? Тоа се основните податоци, значи дали е име, презиме, имейл, телефонски број или податоци евентуално IP адреса за регистрација, да речеме кога е креиран одреден профил на Facebook. Податоци за сообраќај
податоци за сообраќај представуваат она комуникацијска линија, значи IP адресите, логовите, рутата, датум, време, големина, време траење и тип на услуга. И содржинските податоци секако се, нели, содржински пораки, слики, видеа, мејлови и друго. До содржинските податоци е најтешко да се дојде. Зборувам при соработка со меѓународните сервис провајдери и тие секогаш укажуваат на подигнување на процесот на меѓународна правна помош. Каков тип на барање можеме да поднесеме до меѓународните сервис провајдери? Првенствено, барање за зачувување на податоци. Тоа е првото, како што споменав на почетокот на презентацијата, кога треба да обезбедиме електронски доказ, првенствено пуштаме барање за зачувување на истиот. Тогаш меѓународниот сервис провајдер го зачувува, односно го замрзнува логот, податокот, како сакате, кажете го, и вие во рок од 90 дена, потоа дополнителни 90 дена, значи 180 дена имате време да покренете меѓународна правна помош, односно да го инструментот на меѓународна правна помош, кој знаете дека оди од обвинителство преку Министерството за правда, така што вашите податоци се чуваат под соодветен број и вие потоа во барањето за меѓународна правна помош само го споменувате бројот на кој се повикувате и тие податоци вие ќе ги обезбедите. Доколку не ги зачувате, тие не се обврзани да ги чуваат ни 3 месеци, ни 5 месеци, ни година дена, како што е кај нас ситуацијата, односно законската регулатива. Значи, барање за чување на податоци, тоа го прави секоја полициска служба, може да го направи директно на платформите со кои соработува, дали е Мета, дали е Google или Apple, или TikTok. И второто, најмногу користено барање е барање на податоци на доброволна основа. Значи, тоа е барање за податоци кои оди издадено од најчесто од јавен обвинител, зависно од законската регулатива. Кај нас законот вели дека јавниот обвинител е тој што ги прибива доказите, односно информациите од телекомуникацијски провајдери, така што барање од јавен обвинител на англиски и на македонски јазик, пуштено преку електронскиот систем за комуникација со сервис провајдерите, и на тој начин ние потоа добиваме репорт, односно извештај, дали ќе добиеме основни кориснички податоци или ќе добиеме податоци за сообраќај, тоа се зависи од правила и прописи на меѓународниот сервис провајдер. И потоа имаме третиот тип, итно барање. Emergency request се испраќа секогаш кога имаме, значи, итна состојба, закана, убиство, опасност на дете, самоубиство, значи тероризам. Тие се три работи кои се секогаш, кои се, да кажеме, први на листа и во 48 часа најмногу, максимум, веднаш одговараат. Затоа имаме доста случаеви за кои сме се увериле дека меѓународните сервис провајдери навистина на итните барања, но затоа им се многу строги правилата и не секое барање што ние сметаме дека итно и тие така го гледаат. Со кои предизвици се соочуваме, значи, во оваа област, кога ќе кажам да во сајберкриминалот, но и секако во прибирање на електронските докази. Секако тука се тие енкриптирани пораки, односно апликации за комуникација како што се WhatsApp, Telegram, Signal, VPN провајдерите и прокси серверите. Значи, сите оние алатки за анонимизирање на IP адресата, односно локацијата на сторителот на кривичното дело. Сето тоа е тешкотија за нас за да продолжиме со истражувањето, односно да ја откриеме локацијата, па при тоа не значи дека се откажуваме, но се насочуваме кон оние стандардни полициски стратегии и методи, бидејќи, како што кажав, нели, алатките со кои се служат криминалците стануваат се пософистицирани, а не секогаш полициските служби имаат такви ресурси за да, нели, се изедначиме во борбата, односно во целиот тој процес на истрага.
така што имаме соработливи и несоработливи сервис провайдери и тоа е многу нормално, зборувам од практично искуство, затоа што тие не се обврзани да соработуваат со полициските служби. Да, сите знаеме од етичка природа дека нели целиот свет со здружени сили треба да биде во борба против криминалот, но не сите сервис провайдери одат со таа визија и едноставно не соработуваат, како што е Телеграм, како што се Сигнал, како што се други сервис провайдери, едноставно не доставуваат податоци колку и да испраќате барања. Меѓународната соработка е исто така предизвик во однос на различните, односно поинакви юрисдикции, односно законодавство. Зошто? Ако е едно кривично дело кај нас, во Америка не представува кривично дело и за многу барања кога сме поднеле за говор на омраза, кај нив истите го третираат како слобода на говор. Така што има доста сегменти на кои доста пречки, како да кажам, на кои нели може да се обесхрабрите, но никогаш не треба да се обесхрабрите, може само да ви дадат сила да продолжите понатаму, да најдете друг начин како да дојдете до одредени податоци кои ви се потребни и секако истрагите на Dark Web се навистина една софистицирана, како да кажам, околина за работа, каде што бара изолирана околина, изолирана компјутерска опрема и обучени лица. Истрагите најчесто тука успех се доаѓа до успех со прикриени тајни операции и прикриени онлайн агенти, кои ги користи најчесто САД, но има и други европски држави кои го користат, но најчесто САД има таква методологија. Но секако дека сме биле како држава дел од меѓународните операции во создружени сили од Европол и FBI од САД, секако дека нели може да се дојде до сузбивање на одредена криминална група која на Dark Web може да нели работи со разни криминални действија, од фалсификувана роба до нарачки на убиство, до продажба на малвери и секако до рансовер напади и така натаму, или до податоци од платежни картички. Така што и тоа е еден од предизвиците што сум го ставила тука и секако соработката нели со приватниот сектор. И тука би завршила со оглед на времето, мада имаме уште многу што можеме уште многу што да зборуваме, но би сакала да ги слушнам и присутните доколку сака да постават прашање, фере да оставиме нели 10 минути за да можеме да одговориме на истите доколку ги има секако. Благодарам.